академија, почитувана адјутантке на врховниот командант, почитувани припадници од Министерството, представници од Министерството за одбрана и Генералштабот, почитувани команданти на батальони и главни подофицери, почитувани припадници на батальонот за почести, почитувани поранешни припадници на батальонот за почести, драги гости, дами и господи. Ви представува особена чест и задоволство што денес заедно со вас го одбележуваме и прославуваме 11 ноември, денот на батальонот за почести. Вие, припадниците на батальонот, сте горди наследници на традициите на првата македонско-косовска народно-ослободителна ударна бригада, која пред 82 години беше формирана во славното Сливо. Овој батальон е основан врз темелите на првата гардиска бригада, единица формирана непосредно по формирањето на армијата и осамостувањето на државата. Затоа да се биде гардист представува посебна чест и огромна одговорност. Во изминатата година вложивте многу труд и со вашата посветеност придонесовте да бидете препознаени како една од највпечатливите единици во армијата. Вие, припадниците на батальонот за почести, со особена гордост и почит, ги развиорувате државните знамења на ерболите пред најважните институции во државата. Со вашето достоинствено, прецизно и одмерено извршување на сите протоколарни активности и одржувате историјата, спомените, традицијата и му давате континуитет на идентитетот, наследствата и заветите на македонските борци за слободна и независна татковина. Изминатиот период реализиравте активности со вашите колеги од вооружените сили на Република Хрватска, а во моментот тече активноста со воениот оркестар во Република Словенија. Со што ја потврдувате заложбата за развивање на партнерства и промоција на армиските вредности во меѓународни рамки. Во овој контекст ќе нагласам и улогата на воениот оркестар, еден и единствен од ваков вид во државата. Преку музиката вие ја промовирате армијата и татковината пред граѓаните и светот. Минатогодишниот концерт на воениот оркестар во придружба на музичари од оркестрите на вооружените сили на Франција, Унгарија, Италија и Соединетите американски држави е јасен доказ за вашиот професионализам и уметнички дух, кој ги надминува границите и ги зближува сојузниците. Вашите музички настапи за време на вежбата Immediate Response 25 се уште еден доказ за вашата подготвеност, ангажираност и достоинствена промоција на армијата и државата. Вие преку универзалниот јазик на музиката ја представувате и доближувате армијата, а со тоа и сојузниците до народот. Припадниците на батальонот за почести, припадници на батальонот за почести, вашата мисија не е само да се реализираат протоколарните активности. Таа мисија е многу повеќе од форма. Таа е чувство на чест, дисциплина и лојалност кон државата. Тоа е чувство на извонредност и посветеност при секое ваше извршување на вашите задачи. Во секој ваш строј, со секој ваш чекор, по секој звук на тишината додека оддавате почит. Вие сте првата и последната импресија која ја добиваат и ја носат со себе највисоките представници на државите и меѓународните организации кои ја посетуваат нашата татковина. Во наредниот период ве очекува уште работа. Веќе сте во финалната фаза на подготовката на предновогодишниот концерт кој треба да се реализира за речиси еден месец. Убеден сум дека и овој пат ќе останете високо посветени на задачата и ќе не изненадите со перфектен музички аранжман. Верувам дека ќе направите настан достоен да ги заокружи сите достигнувања на армијата. Настан преку кој ќе го означиме новиот почеток за уште една успешна година за сите нас.
За крај, ве повикувам да се обедините околу вашето мото, вечната светлина. Ве повикувам да се обедините околу символот на сонцето и непокорот. Нека таа светлина ве подсетува на суштинските гардиски вредности, чест, храброст и посветеност. Продолжете да бидете чувари на традицијата, символ на достоинството и гордост на армијата и државата. И сосема за крај, дозволете ми уште еднаш, од мое лично име и од името на сите останати припадници на армијата, да ви го честитам 11 ноември, денот на батальонот за почести, со желби за добро здравје и успех на професионален и личен план. На сите наградени и пофалени припадници им честитам за постигнатите резултати и им посакувам успех во понатамошното извршување на функционалните задачи. Да живее батальонот за почести! Да живее! Да живее армијата! Да живее! Благодарам.